Наистина е комплексно прашање и тоа не може ниту да се одговори во една реченица, ниту тука ќе ги донесеме денеска сите заклучоци за тоа како ние ќе се справиме со притисоците, пропагандата, бидејќи тенденциите и влијанијата таа да продолжи, веројатно ќе продолжи и понатаму. Тоа не е ексклузивно македонски, да речам, изум нити проблем, меѓутоа македонските специфики па се многу значајни за да видиме како ќе можеме да се справиме со таков тип на политички притисоци. Ти добро констатираше, ова е најдобро место на рангирањето на Македонија во 15 години. Меѓутоа мора да кажам дека не е најдобро историски. Историски значи во 2007 година, значи во времето кога премиер беше Никола Груевски, Македонија беше на 34-тото место на оваа листа или на 35-тото, не ме држате за збор, 34-тото. Добро, тоа имаше и неколку промени на методологиите на репортерите. Имаше, да, но друга ми беше поентата, што сакам да кажам. Не е гаранција никаква на кое место ќе се најдете во одреден момент, не е гаранција дека слободата на медиумите е освоена и дека сега треба ние да си свиркаме и да си живееме во свет во кој што ќе мислиме дека можеме да функционираме квалитетно, добро, без притисоци и без опасности кои што ќе нарушат нашето новинарско и уредничко влијание. Бидејќи само после неколку години после тоа 34-то место, како што и ти констатираше, А1 телевизија, уште неколку вестници беа затворени во еден ден, и после тоа 34-то место, 7-8 години подоцна, Македонија стаса 122-то место на истата таа листа на Репортери без граници, што само ни покажува колку нашата не само медиумска, туку и демократска слика е лесно кршлива и лесно податлива за влијание. И секогаш за тоа е многу лесно, многу доволно да се има еден тригер, помалку демократски настроена власт, помалку посилно регионално влијание кое што може да изврши одреден импакт врз целата слобода на медиумите и целата работа да тргне низбрдо, значи да не речам во еден миг или во една година, 2-3 да се направи сериозен пресврт и од оваа релативна слобода би ја нарекол сега која што ја живееме да одиме и во таа релативна или апсолутна неслобода. Зошто е тоа така? Свесни се сите овде дека македонскиот пазар е мал, е ограничен и како држава и како медиумски пазар, а медиуми има многу, фала Богу што има многу, меѓутоа тоа не ги става медиумите во позиција на еден финансиски независен начин да се борат со предизвиците кои што ги наметнува општеството. Што тоа значи? Две нивоа има тука. Прво се лесно подложни на различни типови на влијанија. Тие влијанија можат да бидат политички или бизнис влијанија, најчесто е тоа мешавина на политички и бизнис влијанија, бидејќи кај нас и политиката и бизнисот функционираат како во брак од интерес и во тој брак од интерес медиумите, новинарите, уредништвата понекогаш се под силни влијанија на кои што затоа што се финансиски слаби, не се независни во функционирањето од овие политички и бизнис влијанија и можат да бидат лесно подложни на сериозен притисок да ја конфигурираат или моделираат својата уредувачка политика на начин на кој што на некој друг му одговара, а не на интересот на граѓаните и на јавноста на кој што ние како новинари би требало да им служим. Вториот сегмент е, значи едно е финансиската независност, која што е многу значајна и за која што констатираме дека не е доволна и без финансиска слобода и финансиски независни медиуми ние не можеме ниту да зборуваме за вистинска независност на медиумите, што не значи дека во нашето општество нема медиуми, напротив, има многу и медиуми и новинари и уредништва кои што
функционираат и се обидуваат да функционираат независно од овие притисоци и влијанија кои што би рекол секогаш постојат. Вториот проблем е што во однос еве и на ова рангирање што ние имам чувство дека не успеавме да го смениме наративот во политичката и медиумската култура кој што беше наметнат во изминатите 15 години во време кога Македонија беше квалификувана како заробена држава. Наспроти сите заложби на голем дел од медиумската заедница и наспроти заложбите на дел од политичките лидери кои што се обидоа да го сменат тој наратив, ние што добивме? Добивме одреден тип на ослободување на медиумскиот простор, ослободување на мислата би рекол, на говорот, значи луѓето веќе не шепкаат по улици, не разговараат само тивко во кафеани, не, туку навистина може слободно да се изрази сечие мислење, без при тоа да се плашиш дека некој може би на улица ќе те исплюка, ќе те удри или не дај Боже нешто полошо може да ти направи. Но не го сменивме наративот на политичкото дејствување, а тоа понатаму ни се мултиплицира и во медиумскиот простор. Што сакам да кажам по това? Значи ние сме секојдневно сведоци на тоа како културата на говор во политиката се заострува наместо да се намалува, како што имавме пред 2017-та, кога мислевме дека таа ќе се смени, се чини дека политичките актери и оние на власт и оние на опозиција го продолжија истиот политички наратив во кој што се негува и говор на омраза и лични дискредитации и така натаму и така натаму. И токму поради тоа сето тоа понатаму се пресликува и во овој, да речам, општествен, новинарски амбиент, бидејќи без една, како да речам, општа, по-квалитетна, културно воздигната културно милје во кое што сите ќе функционираме, не може тоа да биде многу поинаку ниту во овој друг сегмент. Затоа мислам дека она на што ние треба да работиме и ние барем што се бориме за овие вредности и принципи за кои што сме се борели и претходно, мора да работиме на реформа на менталитетот на сите овие општествени чинители што функционираат и кои што ја создаваат ова слика за која што сега зборуваме. Бидејќи слободата многу тешко се стекнува и многу тешко ја стекнавме, меѓутоа може многу лесно да ја изгубиме ако не работиме паралелно, освен во медиумите, во нашите редакции, во новинарската фела заедно, да работиме и на едно креирање на општа атмосфера за намалување на ова сериозен говор на омраза, неквалитет, дискредитации и така натаму и така натаму.